Дека силната желба и упорност во зачувување на еден спомен ги надминува сите бариери, докажува обстојувањето на меморијалниот ноќен турнир во мал фудбал Бобе јуниор, кој синоќа по 7 пат започна на игралиштето во Јанчиште. Трибините беа претесни за љубителите на најважната споредна работа на светот, а терените полни љубов кон творецот на оваа фудбалска традиција во неговото родно место Бобе. Продолжуваме со традиционалниот ноќен турнир Бобе јуниор во чест на неговиот основач Бобе. Се тоа што Бобе ги имаше како концепт, како идеја и вечерва се потрудивме да го продолжиме. Имавме почесна програма во чест на него. Но во годинешниот турнир имаме пријавено 30 екипи. 20 дена се надевам че уживаме да гледаме добар фудбал, пред се да помине мирно, да биде фер и коректно. Се тоа што Бобе го планираше, го имаше како замисла, како што тој го реализираше минатите години, така и ние секоја година го продолжуваме и го реализираме благодарение на многобројните спонзори и помагатели што ги имаме на овој турнир. Тоа се пред се општина Јегуновце, радио телевизија КИС, која секоја година ни се медиумски покровители, местната заедница на село Јанчиште, на чело со, морам да напоменам, новиот кмет Стојанчо Божиновски, кој како и минатите години, така и годинава на секаков начин ни помага, допринесува. Турнирот официјално го отвори градоначалникот на општина Јегуновце Дарко Блажевски, истакнувајќи дека ова е голем настан за општината и токму затоа секогаш ќе биде поддржуван од локалната самоуправа на Јегуновце. Еве 7 години како се одржува овој традиционален турнир, кој прерасна во непочитуван настан во кој учествуваат голем број на екипи и познати фудбалери, како од нашата општина, така и од Македонија. Општина Јегуновце го поддржува и ќе го поддржува овој турнир, со што овозможуваме идејата и желбата на Бобе да продолжи понатаму. Бобе го сакаше фудбалот, го сакаше спортот. Затоа ги повикувам сите учесници во спортски дух да го одиграме секој надпревар на овој турнир и да му честитаме на победникот. Нека победи најдобриот. Специјални гости и вистинска атракција на синоќешниот турнир беа фудбалерките од женските фудбалски клубови Шарпланинка и Љуботен, кои го изиграа ревијалниот надпревар. По нив силите ги одмерија играчите на Бобе јуниор и Блок 70, надпревар кој заврши со 3-2. Турнирот беше збогатен и со настап на културно-уметничкото друштво Изворот Јегуновце. Посебно сакам да им се заблагодарам на Марта и Велико Николич, кои ни помогна да смениме подлогата, тревата и теренот е обновен на задоволство на целото село, на целата општина и од големо значење за сите нас. Па се надевам дека се ќе помине во најдобар ред и се гледаме во финале. Ноќниот турнир во мал фудбал Бобе јуниор започна пред 7 години по иницијатива на Бобан Синовски Бобе. По неговото прерано заминување во вечноста, прерасна во меморијален. Од минатата година се игра и во чест на Александар Димчевски Трска, кој загина во сообраќај на несреќа, а беше еден од играчите на турнирот. Вечерва првиот надпревар се игра помеѓу екипите на Рио Оптима и Глоџи во 20 часот и 30 минути. Во 21 часот играат Стори Бар и Мортус, а по нив вечерта ја завршуваат Лео и Автостар. Медиумски покровители на турнирот се радио и телевизија КИС Тетово.